Советот на општина Штип го донесе енергетскиот план за 2027 година. Тоа значи дека инвеститорите кои сакаат да градат објекти од областа на енергетиката ќе мора да се придржуваат согласно дадените норми што ги препишува овој план. Или да бидеме појасни за целокупната јавност, до 15 мај оваа година од страна на потенцијални инвеститори, независно во областа на енергетиката во какви објекти сакаат да инвестираат, во општина Штип беа доставувани иницијативи, кои што иницијативи беа систематизирани во еден општински енергетски план, кој што го разгледа Министерството за енергетика и не обврза за истиот да донесеме одлука на Совет. Денес овој план веќе ќе излезе во службениот гласник на општината, а до 1 јули и општина Штип и Министерството за енергетика овој план ќе го направи јавно достапен за сите граѓани. Што доколку во наредниот период пристигнат и други иницијативи за дополнување на овој план? Се разбира, општината ќе ги разгледа и во усогласено со Министерството за енергетика ќе се направи дополнување на овој план, кој што конечно ќе стане во текот на октомври оваа година, при што во 2027 година сите оние кои што имаат во план да инвестираат во областа на енергетиката и да градат енергетски објекти на територија на општина Штип, ќе имаат обврска да бидат составен дел и да бидат вклучени во овој енергетски план. Планот предвидува 12 одредници за изградба на објекти од областа на енергетиката. Меѓу нив се и фотоволтаични и ветерни паркови и други инвестициски потфати за производство на зелена енергија.